Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Драги редовни слушатели, но и за оние кои за прв пат ги следат содржините на Елиезер. Поздрав за добре дојде во новото издание. Денешната тема е поврзана со давањето. Поимот давање секој го асоцира на нешто различно, како на пример давање совет, давање љубов, давање пари, давање бесплатна услуга и слично. Сигурна сум дека ќе се согласиме дека давањето е неизбежен дел од нашето секојдневно живење. Мора да се признае дека понекогаш даваме и под присила, не сакајки. Но за давањето што ќе говорам денес е за давањето што треба да се прави од срце и од љубов кон нашиот Создател Господ Бог. Тој ни даде и ни дава се, а ние за возврат барем малку да ја покажеме нашата почит и љубов кон него. Исто како дете кое сака да го израдува својот родител, својата мајка со честитка или цвеќе, или својот татко со некој подарок. Детето не е должно да го прави тоа, но од љубовта кон родителот и желбата да ја покаже својата наклоност и водење грижа, својата љубов ја прикажува на тој начин. Ние, како човечки битија, сме создадени да даваме љубов. Имаме потреба која е ткаена во нас за укажување почит кон другиот. Истата желба, потреба и почит ја имаме кон нашиот небесен татко. За какво давање станува збор во продолжение. Lifted high, lifted high, lifted high, lifted high. You will be glorified. You will be glorified, yes. Sit up ahead on ISC as your glory fills this place. As your glory fills this place, as your glory fills this place, be glorified, God. As your glory fills this place, as your glory fills this place, as your glory fills this place, be glorified. Како што напоменав во воведот на ова емисија, давањето е дело, израз на љубов и почит. Привилегија е да се дава, привилегија е да се биде благослов за друг. Радост е да се биде роден за да бидеш благослов за некого. Давањето е сеење. Во второто послание до Коринтијаните 9 глава пишува:
Ова пак ви го велам. Кој скржаво сее, скржаво ќе жнее, а кој богато сее, богато и ќе жнее. Секој да дава од се срце, а не со жал или принуда. Оти Бог го љуби оној што од срце дава. А Бог е силен да умножи во вас секаква благодат, та имајќи секогаш доволно се. Да бидете од се срце дарежливи во секое добро дело. Како што е напишано, растури им даде на сиромашните. Правдата негова останува вечна. А оној кој му дава на сејачот семе, ќе му даде и леп за храна. Он ќе го умножи семето ваше и ќе ви даде да израсте житото на вашата правда. Па во се да се збогатите за секаква дарежливост, која преку нас предизвикува благодарност кон Бога. Ќе запрашате: што треба да му дадам на Бога? Бог има се. Тој е креатор на се. Тој не зависи од моите пари, средства, ресурси, имот и така натаму. Да, навистина, тој е изобилно богат. Цел универзум или универзуми се негови. Ние сме негови. Се е негово. Но, како што укажав на примерот со детето кое својата љубов кон родителот ја изразува со возвратена љубов, внимание, подарок, истото се однесува и за нас кон Бога. Љубовта на родителот кон своето дете нема мерка, така и нашиот небесен татко не сака бескрајно. Давањето не е долг што го должам, туку семе што го сеам и го давам од почит кон мојот Бог, за да му укажам чест. Давам како знак на љубов заради неговиот благослов во мојот живот и неговата добрина спрема мене. Ова е дело на љубов. Доаѓаме до одговорот на прашањето: што треба да му дадам на Бога? Во Изреки 3 глава пишува: дај му принос на Господа, од имото твој и од првините на плодовите од твоите придобивки. Та твоите житници да се исполнат до врвот, твоите бочви да се прелеваат од вино. А во Левит 27 глава 30 стих гласи: и секоја десетина од земјата, од земните семиња и од плодовите на дрвјата му припаѓаат на Господа. Тоа се светиње Господова. Ете, полека, но сигурно се открива одговорот на нашето прашање. А штом сме го добиле одговорот на прашањето, потребно е да го извршуваме и исполнуваме она што досега не сме го знаеле, бидејќи се е за наше добро и полза. Како што пишува во Јаков 1 глава: бидете извршители на Словото, а не само слушатели, мамејки се сами себе. Оти кој го слуша Словото, а не го извршува, тој прилега на човек кој го гледа сопственото си лице во гледало. Ке се погледне, па ке си замине и веднаш заборава каков бил. Што значи? Наша должност е да ја даваме десетината од нашите приноси. Било тоа да се производи, финансии, тоа што сме го создале. Во овој момент, на некој од нас му поминува мислата низ главата: зарем треба секој месец да одделувам десетина од своите месечни примања и да ги давам? Ќе треба да размислам. Или, тоа не се баш малку пари, па нема да ми стигнаат, ми требаат парите за друго и секој од нас доаѓа до тој миг на запрашување и чудење која е правилната одлука. Дали да давам или не? Некој уште на самиот почеток децидно ќе рече: не доаѓа предвид. Некој ќе размисли, па ќе одлучи: да, ќе давам, ама што ми имам или колку имам толку. Некој одлучно ќе рече: да, ќе давам секој месец од сите мои приноси и ќе му верувам на Бога дека моите финансии и приноси ќе ги умножи.
за да не биде уште појасно. Ке ви ги прочитам и стиховите од книга Пророк Малахија 3 глава. Уште од деновите на вашите татковци одстапивте од наредбите мои и не ги запазивте. Обрнете се кон мене, јас ке се обрнам кон вас, вели Господ Саваот. Вие пак ќе речете, како да се обрнеме? Може ли човек да краде од Бога? Но вие крадете од мене. Ќе речете, што крадеме од тебе? Од десетокот и од приносите. Со проклетство сте проколнати зашто ме одбирате, вие и сиот народ. Донесете ги сите десетоци пред вратите, па да има храна во мојот дом. И барем во тоа испитајте ме, вели Господ Саваот. Зар нема да ги отворам отворите небески, за да излијам благослов на вас, па да имате и напретек? Заради вас ќе им забранам на оние што ги изедуваат плодовите земни, и лозата ваша во полето нема да остане без плод, вели Господ Саваот. И блажени ќе ве нарекуваат сите народи, оти ќе бидете земја пожелувана, вели Господ Саваот. И до каква констатација доаѓаме преку зборовите на нашиот небесен татко? Го крадеме ли доколку не даваме? А ако даваме, што ни ветува нашиот татко? Ни ветува изобилие од благослови. Што прави Господ Бог со десетината? Ја реинвестира за наша полза. Давањето десетина не е само сеење, туку давање, односно враќање на делот што му припаѓа на Бога. Тоа се првите плодови од сите наши приноси. Затоа не треба да се задржува кај нас она што е на Бога, бидејќи негово е, нему му припаѓа. Давањето десетина е враќање на Господа тоа што е негово. Исус во Евангелие според Лука вели: создадете си пријатели со неправедно богатство, па кога осиромашите да ве примат во вечните живеалишта. Верниот во малку и во многу е верен, а несправедливиот и во многу и во малку е несправедлив. Па така, ако во неправедното богатство не бевте верни, кој ќе ви го довери вистинското? И ако во туѓото не бевте верни, кој ќе ви го даде вашето? Ниеден слуга не може да им служи на двајца господари, зашто или едниот ќе го замрзи, а другиот ќе го засака, или на едниот ќе му угоди, а другиот ќе го презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. За да не биде појасно, ќе искористам и друг превод на овие стихови, а гласат вака. Јас ви порачувам, стекнувајте си пријатели со световното богатство, па кога некој ќе го снема, ќе бидете примени во вечните домови. Тој што е верен во мали работи, ќе биде верен и во големи, а тој што е нечестен во мали работи, ќе биде нечестен и во големи. Ако не се покажете верни со земското богатство, кој не е вистинското богатство, не очекувајте да ви биде доверено вистинското небесно богатство. Ако не сте верни со она што не е ваше, не очекувајте дека ќе ви биде дадено вашето. Ниеден слуга не може верно да им служи на двајца господари. Или едниот ќе го сака, а другиот ќе го мрази, или едниот ќе го почитува, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите и на Бог, и на парите. Давањето десетина е како полиса за осигурување. Ја заштитува нашата жетва. Ако даваме, тогаш нашата жетва нема да биде загрозена. Десетината всушност ги отвора портите за нашиот просперитет. На тој начин му дозволуваме на Бог да не благослови. Доколку не ја даваме десетината, тогаш го грабуваме Бог и не му дозволуваме да не благослови, да не однесе на следното ниво. Дури апостол Павле до Коринтијаните 16 глава пишува: а што се однесува до собирањето милостина за светиите, правете и ви онака како што уредив по црквите во Галатија. Во секој прв ден од седмицата секој од вас да оддели и остави при себе колку што може. И така,
Секој од нас, носејќи одлуката за давање или не, сносиме одговорност за нашиот просперитет. Треба да се преземе одговорност. Или, можеби, сакаме просперитет, ама без исполнување на нашиот дел. Како што пишува во Евангелие според Лука, 6 глава, 46 стих. И зошто ми велите, Господи, Господи, а не го извршувате она што ви го кажувам? Еве, да анализираме од овој агол. Например, кога одите на роден ден кај свој пријател, сосед, роднина, и му кажувате чест со тоа што им купувате подарок, нели? Или им давате пари на свадба, крштевка, веселба и слично. А зошто им давате? Зошто им купувате? Еве, решете да не купувате, да не давате, или ќе речете, па тоа е недолично, срамота е, или ќе речете, па сакам да им купам, да им дадам, бидејќи ги сакам. И сега би ве запрашала, го сакате ли вашиот небесен татко? Го сакате ли вашиот спасител Исус Христос? Jesus, worthy, Jesus, beauty, our one sacrifice. Jesus, holy, Jesus, worthy, Jesus, beauty, our one sacrifice. Jesus, holy, Jesus, worthy, Jesus, beauty, our one sacrifice, Jesus Christ. Jesus Christ. Holy, holy, worthy, worthy, beauty, beauty, Jesus. Holy, holy, worthy, worthy, beauty, beauty, Jesus. Holy, holy, worthy, worthy, beauty, beauty, Jesus. Our eyes are on you. Our eyes are on you, Jesus. Our eyes are Во послание на апостол Павле до евреите, 8 глава пишува: А ова што го зборуваме главно дека имаме таков првосвештеник, кој седна од десната страна на престолот на величието на небесата и е служител на светилиштето и на вистинската скинија, кое што ја воздигна Господ, а не човек. Секој првосвештеник се поставува за да принесува дарови и жртви. Затоа беше потребно и он да има што да принесе. Исус Христос како првосвештеник, а наш посредник до небесниот татко, што ќе има да принесе доколку ние не го почитуваме? worthy, 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 beauty, beauty, beauty is the Lamb. Драги мои, All eyes поставив повеќе прашања. Ве оставам да размислувате и да ја донесете вистинската одлука која ќе ви донесе благослов и просперитет. Дозволете му на вашиот небесен татко изобилно да ве благослови. Секој е добро. of God, the perfect sacrifice, once and for all. Our eyes are on the Lamb of God. All eyes are on Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска Костадинова. God. All eyes are on Eliezer